Отвореното студио на Маестрално, наша прва вечерашна гостинка е една од најпознатите телевизиски водителки воопшто во Македонија. Се надеваме дека некогаш ќе ја видиме и на европскиот етер. Јована Стеминовиќ. Така, Јована Стеминовиќ во нашето новогодишно отворено студио. Добро ти вечер и добре ни дојде овдека. Како се чувствуваш во оваа новогодишна еуфорија? Маестрално се чувствам, се разбира во ваше друштво и во оваа одлична атмосфера. Ви благодарам што ме намамивте да дојдам овде и да го почувствувам овој одличен амбиент. Чест и задоволство ми е и мене што сум овде со вас. Така, не е ништо без повод. Имаме еден, навистина, моментално во оваа корона ситуација настан кој се одвива онлайн. Накратко ќе го спомнеме, бидејќи се очекуваат и предизвици овдека. Не е само обичен разговор, но ајде за старт. Моментално, актуелно, Убавени здрави инфлуенсер Awards. Она што го правите, Јована инаку нормално, за оние кои не знаат, и главна уредничка на Убавени здрави, покрај твојот ангажман на утринската носител. Така. Имавме среќа да повторно ја завршиме годината на најубав можен начин, кога станува збор за инфлуенсер наградите. Color Media Plus или компанијата издавач на Убавина и здравје, која го издава и The Economist, Руски доктор, Добра храна, Мозгалка, енигматското списание, е организатори на низа манифестации кои за жал моравме да ги прескокнеме овој пат, затоа што такви се условите, пандемијата налага да не се собираме и групираме, но затоа направивме една интересна онлайн верзија, нешто што вие постојано правите, односно одите онлайн, во етерот. Ние преку социјалните платформи, односно преку Инстаграм, направивме... Сега се видовте и вие да направите нешто. Да. И мислам дека успеавме, да. Направивме... Так, повели. Направивме еден исчекор, можам слободно да кажам, горда сум на целиот проект, затоа што нешто што е концепирано да оди со една гала, со прогласување во живо, со многу собирање енергија, ние успеавме да го направиме сето тоа во еден поинаков медиумски вид, да ги најнапред собереме оние кои што ги номинираше публиката, подоцна да ги презентираме истите преку видевца на нашиот Инстаграм, на крајот да бидат изгласани прво од публика, а подоцна и од жири преку евровизиски принцип на гласање, претворање на купен број на гласови во поени и на крајот да ги прогласиме добитниците на наградите, на признанијата со презентери и се тоа супер да склопиме заедно со Design Up. Им благодарам на дечките кои што имаат голема улога во сето ова и да бидеме многу задоволни од целиот проект. Веќе ги имаме победниците, чинам. Вчера беше, односно, изминатата недела беа објавени победниците, прогласани. Во кои категории, еве кратко да спомнеме, дали се одвиваше, бидејќи веќе нашата екипа беше минатата година во руфтопот кој се организираше на починам 15 декември. Дали се истите категории и што има ново? Да, ги проширивме категориите, но затоа направивме една важна работа во целиот концепт покрај 9 категории во кои што се надпреваруваа инфлуенсерите, а тоа се категорија travel, категорија parents, сега зборувам на англиски затоа што тоа е тој официјален јазик на Инстаграм, за да може да оди под хаштаг и така. Категорија fashion, beauty, категорија art, вклучивме категорија food, значи вкупно 9 категории кои што беа да ги групираат на некој начин инфлуенсерите. Направивме и еден исчекор плюс, односно како редакција на влијателниот магазин Убавина и здравје, кој се занимава и со сериозни теми кои што се дел од нашето секојдневие, а тоа секако е пандемијата. Доделивме и признание за моја хероина. По одлука на редакцијата, тоа не можеше да биде никој друг освен медицинските лица, по-конкретно медицинските сестри, затоа што некако се според нас иземени во целото случување, не дека сите се тие еднакво важни, сите медицински работници. Сите работници во така, но бевме многу трогнати од смртта на најмладата медицинска сестра која што 40 години. Така, само 40 години на гериатрија и со не знам, посакавме нешто да направиме да им кажеме дека сме тука и дека ја гледаме нивната жртва и затоа тоа признание беше доделено. Во новата година сето тоа ќе биде веќе минато. Сите се надеваме на таков исчекор. Сега сакам да прашам дали инфлуенсерството е можеби нова професија кај нас во Македонија? Колку е застапено кај нас во Македонија? Јас многу се радувам што луѓето кои што се присутни на социјалните мрежи, посебно на Инстаграм, се обидуваат да
го кренат сето тоа на едно повисоко ниво, односно да биде налик на професијата, која што веќе е и професија секаде во светот. На Запад добро се заработува во светот. Апсолутно. И нашите инфлуенсери се трудат и настојуваат да може да го прават тоа, затоа што тие навистина многу инвестираат во сето тоа. Што е потребно за да се стане инфлуенсер? Еве да поттикнеме некој ако не е задоволен од професијата во која што се наоѓа, да речеме да почне во новата година да го прави тоа. Сите ние во основа на зборот инфлуенсери сме на некој начин тоа затоа што влијаеме на својата околина. Колкаво е нашето влијание на оваа социјална мрежа, најчесто се мери според некои бројки на лајкови, следбеници и така натаму, но во суштина тоа и не мора да се преведе така. Што е потребно? Потребно е да имате една широка публика, на крајот на криштото ние во телевизиски сленг тоа го викаме рейтинг, односно луѓе кои што сакаат да го гледаат она што ти го правиш од различни причини, не секогаш затоа што влијаеш на нив, туку затоа што ете го предизвикуваш нивниот интерес. Треба да се испочитуваат правилата на социјалната платформа Инстаграм за да бидеш видлив, за да бидеш да имаш шанса да стекнеш популарност, а подоцна се зависи од тебе, односно колку ти реално би можел да привлечеш следбеници или луѓе кои што им се допаѓа тоа што го правиш. Така што тешко дека можеш да посоветуваш некого што е она што би ја привлекло публиката, ама она што може да се посоветува човек е да се обучи добро за правилата на социјалната платформа кои што постојат за да ти дојдеш до еден голем број на круг на луѓе кои што таму ќе те следи и ќе биде една добра бројка на публика. Тоа е добра сума на контото. Па, да се надеваме, јас го посакувам тоа. Втора година поред, кажавме, се одржува овој настан. Во новата година покрај многу желби, желба Оливера има да стане инфлуенсер. Кажи ми дали следете ме на мојот Инстаграм профил. Дали можеби според тебе, еве, дел од водителите се сметаш и ти лично како инфлуенсер? Јас би сакала да ја прашам зошто, ако е вистина ова. Вистина е? Вистина е. Зошто? Зошто? Дали би можела во овој момент да ми кажеш, на пример, ова чисто прашувам, еве, зошто би сакала да бидеш инфлуенсер? Па јас мислам, како што кажа ти, сите ние поединечно на некој начин го правиме тоа. Тоа што и самите гледачи сега кога не гледаат и нели викаат добар е карвенот на Јована, добри се штиквите на Оливера или слично, влијаеме на некој начин да тие можеби утре не, ама веќе на втори да отидат и да си купат. Па мислам дека можам да наметнам нешто кое што јас можам да го представам на свој начин. Так. И да имаш твој простор, нели, кој што нема да зависи од никого и ништо, каде што ти би можела да го правиш тоа. Ти ги пласираш твоите така. Па да, тоа е добра, але мислам, сега реално Марко си го прави тоа одамна, си наоѓа своји алтернативни начини да го прави она што сака да го прави. И тоа е супер за поздрав, затоа и јас почитувам нели многу што правиш. За да го направиш сето тоа, знаеш како малку е суров Инстаграм просторот, треба човек да биде многу храбар и да буквално, бидејќи тука комуникацијата оди двострано за разлика на овие традиционални медиуми во кои што јас работев и работам, се уште телевизија нели и магазини, таму комуникацијата оди во моментот двострано и треба човек да биде подготвен на сечи став, сечие мислење и да го уважи на крајот на криштата, нели доколку не е мотивирано од некои неубави работи. Во моментов многу е актуелен тој хейт, како што го нарекуваат на Инстаграм, односно потребата на луѓето да искажат некаков револт, да искажат недопаѓање, да искажат нешто што се некои неубави емоции и едноставно тоа е еден сериозен аспект од сето тоа што се случува на Инстаграм, кој што треба да се дискутира, треба јавно да се зборува за тоа и некако и во некоја рака да се спречи, знаеш, затоа што самата кажа, ти тргнуваш со идеја, со намера да имаш своје место каде што ти ќе правиш нешто што сметаш дека е интересно, корисно, практично, убаво за публиката. Да, баш е корисно. Јас сметам дека секој може, само треба да има желба и волја тоа да го прави. Мој близок круг на пријателки, на другарки, на колешки веќе го прават тоа и Јас те охрабрувам, имаш право на тоа. И да ги охрабриме и останатите кои што ете, сакаат тоа да го прават. На крајот на криштата Инстаграм го дозволува тоа. Инстаграм го дозволува тоа и треба да го искористиме, зошто да не сите да се обидеме. Не би требало да сравува никој кој што е веќе етаблиран како инфлуенсер дека може да биде загрозен. На крајот на криштата во сите професии, секогаш луѓето кои што се обидуваат да достигнат некое ниво,
имаат право да прават се што е потребно за да бидат една од рибите што пливаат во морето. Така што зошто да не, има место за сите. Така, ова не беше некако го започнавме интервјуто со тебе стрикно за инфлуенсерите, но ајде накратко да споменеме, тука не е само овој настан, Убавини здраве под Color Media Plus групацијата. Сега го извадивте најновиот магазин The Economist, чинам. Но кои се оние настани други кои ги прави и кои придонеси изминатата 2019 година, за жал оваа година тоа не можеше да се случи. А придонесувате во јавниот живот и културата во Македонија. Ќе спомнам и посебно истакнам конференцијата за жени Профемина, каде што се дискутира на многу интересни прашања кои што ја засегаат современата жена и тоа е нешто што моравме да го одложиме. Неа ја организираме веќе 5 години поред, има огромен интерес од публика која што сака да слуша интересни предавања, дискусии на стручњаци, на јавни личности кои што имаат што да кажат на поедини прашања, нели? Тоа моравме да го одложиме, галата, нели, на Influencer Awards, одложивме Story Awards, настан кој што е посветен на популарните јавни личности кои што оставаат некаква трага и белег со се она што го прават, нели, во изминатата година. Така е, во периодот. Иако сакав тука да се надоврзам дека ретко кој можеше нешто да направи, нели, оваа година, така што ќе ги оставиме сите тие убави случувања за некои идни времиња и да се надеваме дека ќе ни биде подобро во новата, тоа сите го очекуваме. За неколку часа влегуваме во истата, но ајде да испратиме заедно малку и со забава во нашата. За неколку часа баги се разгонен. Да. Добро, можеме сега да започнеме со она што го спланиравме за тебе. Ајде. Јована, Оливера има подготвено за тебе одредени предизвици. Ајде. Ќе имаме можност во продолжение. Јована, тебе гледачите те знаат како утрински лик, стануваш рано наутро. Меѓутоа, дали некогаш ти се случило да или си добила можеби понуда како женски коментатор на спорт да видиш? Јас водев една многу интересна манифестација заедно со мојот почитуван колега Бошко Трпески, јасовите избираат. Така што има прилика да на се некој начин за тој позабавен шоу дел од програмата, но ајде да се обидам да коментирам ако тоа ќе ми го дадеш. Имаме малку можеби непријатен момент за тебе, меѓутоа тоа ќе го оставиме веднаш по следниот текст. Еве првиот текст, јас сакам да го прочиташ како коментатор, да бидеш да работиш еве на утринска, да бидеш спортски новинар и тоа да го правиш Ајде. На тој начин. Ова Само ќе те замолам кон камерата, сега ние ќе пуштиме и во монтажа. Да, ќе се обидам само вака. Значи, ова е повеќе како вест, да, не е настан, инаку јас мислам дека треба да повеќе како вест, меѓутоа можам јас. Гол, да. Така. Ајде како надпревар. Ајде да видиме. Надпреварот помеѓу Оклахома Сити и Хјустон беше одложен откако тројца играчи на Рокетс имаа позитивни или нејасни тестови на коронавирус, објави раководството на НБА лигата. Малку премногу се смеам, но сега ќе биде како што треба. Добро што не е црна хроника. Уште четворица играчи на Хјустон завршија во самоизолација, додека остатокот од тимот беше негативен. Со неколкумина надвор од терените поради повреди, клубот ги немаше 8 играчи потребни за одржување на мечот, па затоа истиот беше одложен. Одиме на следната вест. Ти благодарам, Јована. Тоа беше се во вестите на Jingle TV и Net. Спортските. Кажи ми, дали некогаш се читала вести како вести? Не сум. А Делта имаш? Водител на утринска, што ќе беше? Имаш ли некој освен нели ова што го организираш, што водиш списание и во однос на како ангажман најголем? Да не беше новинар. Да. Јас сум професор по руски и шпански јазик. Филолог. Тоа е филолог по професија и Немаш никогаш работено како професор? Не сум работела како професор, но и тоа е на некој начин јавно говорење, можеби тета би била добра во тоа. Односи со јавност магистрирав, така што веројатно нешто во комуникациите во секој случај. Повторно со зборењето. Да. Сега ќе можеш да го откриеш втората, меѓутоа ова читање на вести е? Да, втората е една интересна вест која што е од пред неколку дена и дали можеш да ни го прочиташ провокативно? Провокативно. На провокативен начин, да. Да видиме како ќе ги освеш гледачите во момент. Со оваа провокативно. Буквално провокативно. Да. Тони Кукоч повторно е номиниран за влез во куќата на славните на НБА лигата за генерацијата 2021.
Хрватската кошаркарска легенда претходно беше номинирана во 2017 година, меѓутоа не се најде помеѓу избраниците да биде Шекил Онил. Кукоч беше клучна фигура на Чикаго Булс по походот кон трите последователни титули во 1995 и 96-та, 96-та, 97-та и 97-та и 98-та година. Предходно во кариерата блескаше во Европа и со југопластика 3 пати го покори стариот континент. Во куќата на славните во Спрингфилд досега се зачленети 4 хрватски кошаркари, а тоа се Дражан Петрович, Крешимир Косич, Мирко Новосел и Дино Раđi. Овие спортски легенди ти благодарам Јас многу одлично и во Немој двете да замери варијанти никој звучи. за Ја мислам да не беше... за големината на луѓето кои што ги спомнам, Така. но добро, се за добра забава. Така, новогодишна Во новата година. атмосфера. Јас Така. мислам да не беше нели водител или ништо, можеш и во драматургија да се снајдеш добро. И Јована е Може имаме- би, може би. Така, Јована е, те имам слушнато многу пати во различни реклами, нели офтон аудио верзија. Дали го, сигурно го имаш слушнато делот со кога кажуваат, односно кога има реклама на лекови. И сега тука ќе ти даде исто така Оливера еден дел. Сигурно ќе ти текне, меѓутоа јас нема да ти кажам за меѓутоа што така да станува ни го збор. прочиташ како Веднаш, зборка, неколку пати. така, е. Сега а сега ние ќе имам го, вкочането с навилицата, но ние ајде. веднаш ќе го измериме. Надвор студиот. Ние веднаш ќе го измериме времето до веднаш прочите го сега. Јас ти верам. За несаканите последици консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Од прва го погоди. Ова не беше ни 5 секунди, Ми не требаше знам. од трет пат, кога го подкутував. Ете Да тоа сум е. разгазена малце подобро, веројатно би било и подобро. Но Ајде, добро, можеш тоа е уште таа еднаш? вежба на Ајде, дете. уште еднаш Ајде, проба. ама уште 4. За несаканите последици консултирајте се со вашиот За несаканите последици консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Браво. 5 Дефинитивно. секунди. Така е. Ти Браво, благодарам така многу че. Јована за одвоеното време. Јас на вас. Каде наредниме неколку часа? Каде да на се трпеза, на сарма и на руска салата. И нормално не групирање. Никако и да слушам убава музика, она што може би секогаш сака во животот да бидам, но никогаш немаше да бидам добра во тоа. Ево тоа е супер добра вашата следна гостинка. И ева ќе продолжам да гледам Jingle TV од дома и да уживам. Супер. Фала ти многу на дружбата што ни направи овде со нас. Фала ви. Видиш што те смрзнавме. Трекна нова година. Среќна нова на сите.